Добро вечер од отвореното студио на Еден ТВ. Вечерва со мене Ацо Кабрана. Во првите 25-6 минути од отвореното студио, пред централниот дневник кој што знаете е од 20 часот, за мене многу интересен гостин, моја драга другарка и пријателка, но не е интересен заради тоа што ми е драга пријателка и другарка, туку заради тоа што направи нешто за кое знаете дека таа издаде книга за мајка Тереза и сега во очи на доаѓањето на поглаварот на Римокатоличката црква папата Франциск во Скопје на 7 месецов, тој ќе ја посети и куќата, спомен куќата на мајка Тереза, на светицата мајка Тереза. Сигурно дека еден од предизвиците на папата да ја прифати поканата да дојде во Македонија. Таа е двострана, тоа е од една страна е државничка, бидејќи е главен на државата Ватикан, ја води државата Ватикан, но и религиозна, бидејќи е поглавар на Римокатоличката црква. Сигурно негов предизвик е да ја и ќе ја посети спомен куќата на мајка Тереза, таму ќе се помоли на светицата која што Ватикан ја прогласи за светица. И да не губиме време, само да кажам дека во 20 часот гостин во централниот дневник ми е вице-премиерот Бујар Османи, но овој пат во функција на портпарол на ДУИ, околу целата рашемонијада што од синоќа настана со исламската верска заедница, преземањето, кој е поглавар, кој не е поглавар, дали државата се замеша, дали не се замеша. Во печатот на неделата, кој што мојот колега Сашо Ордановски го има од 21 часот, тој го крстил, добро, во негов стил, темата е крстил изборни весели математики и весели политики. Гости му се екс-пратеничката Ѓулистана Марковска, лидерот на Либерално-демократската партија Горан Милевски и Петар Богоевски, кој е од, знаете, од реформистите на ВМРО ДПМНЕ. Во 22 часот мои гости ќе бидат главниот и одговорен уредник на Лајм Исен Салиу и главниот и одговорен уредник на Слободен печат Бранко Геровски. Темата е ќе пресудат ли албанските граѓани за успешен избор на председател на престојниве избори. Ете, тоа е референтно накратко и веднаш да преминеме на разговорот со Јасминка, бидејќи немаме многу време, но Јасминка има многу интересни работи да ви раскаже за мајка Тереза, за посетите на Ватикан, посетата во Калкута, на погребот на мајка Тереза, средбите со потомците, роднините, живите потомци на мајка Тереза овде во Скопје. Таа во 1998 година ја издаде книгата Мајка Тереза, светилката се уште гори. Оваа книга беше преведена и на албански и на англиски јазик. И ајде да не должам ја многу. Добро вечер, Јасминка. Добро вечер. Кажав дека овој пат не разговараме како другари, него или како соборци од првите денови во Македонското радио. Заедно ја почнавме професијата во Македонското радио, после ја отидов по телевизијата, Јасминка отиде во Нова Македонија, па 30 на години дописник на известувач на агенцијата Франс Прес од Македонија и од регионот. Но, реков, незиното гостување е за книгата Мајка Тереза. Ајде на почетокот само да кажеме од каде тој предизвик да почнеш да истражуваш за да напишеш книга за мајка Тереза. Па, прво сегогаш ми била интересна појавата, уште кога бевме деца, низ скопските улици, малски во она време, и некој нешто ќе направеше, некоја добрина, и ќе речеме, ту, па ти што се приправаш сега, синки, не биди мајка Тереза. Не биди мајка Тереза. И тоа така некако ми остана, ја користевме, но реално ретко многу малку знаеш. знаевме за неа, да. Многу малку знаевме за неа. По Радио Скопје, каде што уживавме во дејки заедно емисии во втора програма во и првите емисии контактни во живо.
Потоа, јас заминав во Нова Македонија, некако печатениот збор ме привлекуваше секогаш и ми се пружи шанса да почнам да работам во Нова Македонија. Меѓу другото, во Нова Македонија пишува фејлтони, бидејќи во тоа време, нели, ги негувавме различните новинарски жанрови. Да. И што сега го нема, за жал. Сега за жал го нема. Тоа бара и време, истражувачко новинарство, малку повеќе содржи во себе, многу аналитика, многу собирање податоци и така натаму. И подкрепа од сопствениците на тој медиум. Дефинитивно. И во тој контекст, значи, тогаш се случи мајка Тереза да се разболе, да добие еден од потешките срцеви, тогаш она веќе имаше беше проблеми. прогласена за Нобеловка или не беше? Да, 79-та година е прогласена за Нобеловка. А ова се случува некаде 95-6 година, кога она почнува да се веќе сериозно да биде болна, затоа што цел живот инаку таа има проблеми со своето здравје. Кревка е, нежна е. И со лепрозни, со болни луѓе. Да, но никогаш од ништо не се заразила. Тоа е тој феномен, туку страда од срцето, а на младост од плуќата. И така, едноставно била нежна, кревка, миниатурна една жена, но многу силна и енергична како карактер. Да, го освои целиот свет и стана светица. Сите врати беа отворени во цел светица, дефинитивно. Да. Дефинитивно. И во Нова Македонија, морам да го спомнам, тогаш беше уредник на Деск Ерол Ризалов, разговарајќи околу мајка Тереза и што, како се случува, он че ајде да пишуваме нешто повеќе. И така јас почнав да правам фејлтон за незе, кој потоа прерасна во монографија, па потоа во книга. Додека, што ми е многу криво, додека јас истражував за неа и сакав да одам да ја посетам во Калкута, она беше се уште жива, но знаете како кај нас е врзано со проблем со финанси, Калкута особено тогаш беше многу далечно, нели се уште да се замине и многу скапо, сега веќе е поинакво, има различни конекции и така натаму. И за жал она почина, но имав голема среќа на мисата во католичката црква по повод незината смрт да се сретнам со тогашниот градоначалник на Скопје Ристо Пенов, кој, читајќи го мојот фејлтон, ми приди и ме прашуваше околу незиниот живот и јас спомнав дека ете каква е штета, никој не ме финансираше да одам во Калкута додека беше жива и он вели па ајде со нас во официјалната делегација. И градот Скопје го финансираше мојот пат и односно оние на погребот на мајка Тереза. Погребот на мајка Тереза беше, тогаш сватив што всушност значала и била мајка Тереза за светот и што значи Скопје за тој дел од светот. Значи, тоа беше период кога многу малку се знаеше за Македонија надвор од овие простори, а па не во Индија и нели тој дел на Азија. Значи, кога стапнав на тлото на Калкута, кој год ке слушнаше дека доаѓаме од Скопје, од родниот град на мајка Тереза. Значи само што ќе кажете од каде сте, нели, од оние што ве пречекуваат до официјални делегации, до на улица, било кој што ако ве праша од каде сте, љубопитни се, знаете, тие се еден специфична Калкута е едно специфично место на живење. И тука јас ја видов и ја осетив целата величина на практично Гонџа Агнеса Бојаджију, како што е родното име на мајка Тереза, нели, родена во Скопје 26 август 1910 година, крстена во црквата Срце Исусово, која била многу блиску до нивната куќа. По мајка католик, татко е бил влав, колку што знаете што, за таткото има многу контроверзни приказки. Да, не е баш Власите тврда дека бил влав, албанците тврда дека бил албанец, има некои други, да речам, податоци дека може би бил татко на светата мајка Тереза. Знаете, овие делови на светот за жал имало и многу војни, многу земјотреси, многу поплави и многу документи, архивски материјали се уништени и не можеше да се најде вистината за тоа што и кој е таткото, но мајката е неспорно албанка од по потекло од позната фамилија Бернај од Призрен. И таа го негува тој дух и на припадноста дека нели они се етнички албанци, а и на католицизмот. Значи била страшно побожна мајката и она е веќе значи на 26 август родена. И го пренела. И го пренесла тој дух на 26 родена, на 27 веднаш крстена, значи другиот ден. И така се молеле, велеле фамилијата што се моли, стои заедно, биле многу фамилиарни, многу посветени едни на други, многу куќата нивна била секогаш за сите отворена.
Многу помагале и мајка и била таква, помагала Сигурно, многу на така и ги сиромашни. воспитала. И така Значи, ја мајка воспитала. Тереза имала уште една сестра, Уште една сестра И Ага, брат. која е постара, и брат Лазар, кој е исто така тој постар заминал од негде неа. во Италија и Па тој прво заминал, добил стипендија да се школува во Австрија. Меѓутоа он сам по неколку месеци напушта Австрија, заминува во Албанија, бидејќи во таму се Албанија. отвара лакеј француски, почнува да учи таму, но кратко време и се приклучува на војските на крал Зогу. И он е среќен и сака да биде во тој во тоа обкружување и нели да биде дел од војските на крал Зогу. Он се запишува практично на војна академија потоа. Меѓутоа ја повлекува мајката на мајка Тереза и сестрата. Тие се во и таму Тирана. погребани, да. Таму се погребани, а Гонча Агнеса Бојаджију На или 18 мајка на колку? Тереза На 18 години 18 заминала за- години заминува во за манастир се замонашила во Хрватска, така да нели? прво оди во Хрватска на подготовки, па заминува за Ирска во Лорето манастирот, каде што останува неколку месеци со уште една пријателка од Скопје и од Хрватска неколку, каде што учат англиски јазик, па со брод патуваат, тоа биле патувања. Пазете, денеска да одите до Индија, јас кога слетав Да. во Калкута, тоа е еден шок кој ќе го доживеете Друг во свет. градот што се нарекува Пеколна дупка, а каде луѓето имаат неверојатна страст за живот, што не може да го поимите, затоа што се гладни, боси, несрекни и ти уживаат во животот. И сега замислете тоа во оној век, 1918 година, таа млада девојка, нежна со здравје и весела, била многу дружелюбива, умеела убаво да пее, да свири мандолина, си добила идеја дека треба да оди да помага, односно да учи, да се школува во тој свет таму и заминува за Индија. Она таму потоа ја добива идејата да помага на сиромашните од сиромавите, но тука ја добива желбата и смета дека треба да го следи патот на Господа, нели Исусовиот пат. Тој демек ја повикува неа. Добро, во книгата има многу интересни детали. Нејзе ја има и во спомен куќата, не знам, Да, на треба мајка да се Тереза има. препечати пак. Па, да бидам искрена, од македонската имам само една, која ја чувам љубоморно, никому не ја давам. Планираш од да ја англиската испечатиш пак? Дефинитивно да. И од англиската има многу малку, уште бидејќи последните години, како се отвори спомен куќата, се продава многу. Тебе во нови стима и пишувањето на книгата ти помогна и потомци на по сплет од на семејството околности, на да. мајка Тереза. Знаете, некогаш Тука има чудни интересни, се, сигурно, има детали интересни некои. детали, чудни се патиштата, нели? Да би јас во нејзин стил да речам господови, затоа што како дојдов до роднините нејзини, живеам во Дебар мало, живее во тој период и цел живот таму израснав и на мајка ми пријателка, прва комшика, врата до врата, најблиска пријателка е најблиската роднина на мајка Тереза. И така јас по сплетна околности се запознав со нејзе. Тие во почетокот, знаете, беа доста затворени и воздржани и не сакаа многу новинари да примаат кај себе. Има и лоши искуства и да раскажуваат за тоа. Но ете така некако, бидејќи беа блиски, се знаеа, па ајде на кафе и се отворија повеќе луѓето. Тоа беше Пина Марковска, која имаше 2 деца, син и ќерка. Пина се уште жива или? Не, сите почина. И децата нејзини, и Пина почина пред неколку години. Она беше уште тогаш доста стара. И тоа е нејзина роднина, втора братучета и доаѓа. Што на мајка Тереза? Втора братучетка. Втора братучетка. Бабата и дедото им се брат и сестра. Значи се блиски, многу блиски роднини. Да. Знаете, ќе сретнете дека во нејзината фамилија сите имаат различни имиња и презимиња, затоа што во тој период на Скопје и на овој регион тие немало многу католици во овој простор. Да. И тие се мешаат со христијани од други етникуми, други народи. А плюс, нели, поради војните, балканските војни, па Прва светска војна и така натаму ги менуваат презимињата. Така да е многу интересно. Тоа што е дел од приказка, можеби од многу фамилии и од нас. Но Пина многу ја сакаше мајка Тереза, со посебен со посебна почит, пиетет зборуваше за неа. Но и во живо ја знае? Да, како не, затоа што тие многу се дружеле. Додека биле млади. Додека биле млади. И Пина и Тони замине. Јосифовски, кој е роднина од страна на нејзиниот татко. И
Тие биле и кој чив брат Лоренц Антоние, мислам да, сето има потомци, тие се златари. Тука се од Скопје. Од Скопје, Алојз, да, и се уште се тука. Тие се меѓутоа веќе подалечни роднини, но блиски. Сепак тоа е прво колено, како да кажам, роднини од првото колено. И тие, знаете, многу, и Тони Јосифовски, и тој за жал почини, тој беше тогаш многу стар. Значи, тие двајцата, и Пина и Тони, со нејзе израснале. Чи фамилиите им биле блиски, си живееле, тие живеат нели во тогашниот така наречен латински кварт, каде што доминирале католиците. И во блиску се наоѓал тој латински кварт до Влашко Мало и до, како што кажав, црквата на Срце Исусово. Со тоа што тоа не е баш кај што е плочата ставена, туку е малку понатаму, тоа е по почина 10 улица, малку изместена. Инаку куќата нивна била пред влезот на трговскиот центар, кај што е филателијата, да. Интересно е дека мајка Тереза се сетила на нив, тоа и го имаш и во книгата, нели? Да. Се сетила на Скопје и на своите роднини, па 3 дена пред да почине им напишала порака, нели? 3 дена пред да почине, да, тие добиваат од нејзе порака, тие се допишуваат цело време. Цело време се допишуваат, да. Знаете, мајка Тереза бидејќи учела прво во католичкото училиште тука, односно во црквата, се образувала, доаѓале свештеници од Хрватска во тој период. Потоа во гимназијата, што не било баш типично за тој период, но татко е бил многу современ човек, добар современ човек и ги школувал сите своји деца. Значи, таа почнала да учи во гимназијата, но во тој период тука доминира српската нели власт и учат на српски јазик во училиште сите, а српско-хрватски, односно хрватско-српски во католичката црква. Така да таа на албански јазик ја запомнува молитвата и покаяние, што се сеќава од дејство, затоа што едноставно не го користи. А со роднините се опишува на англиски јазик. Да. Па така некако, мислам и на српско-хрватски и на англиски мешано. Важно се разбира. Па се сакале. Да, знаете, живееле заедно. Пазете, тоа е тоа што е одредува нејзе детството, 18 години поминати во Скопје, тоа е периодот кој секој човек го одредува во животот. И го памети. И го памети. И таа кога умира, бидејќи во Калкута има 3 куќи нејзини, големи, каде што инаку има многу повеќе, значи има куќа каде што ги лекува болните од лепра, куќа каде што ги лекува од сида, јас бев и таму, кај што беа болните од сида. Значи има различни куќи каде што има различни болни луѓе, сиромашни, деца напуштени, затоа што таа таму ја доживува па стравичната граѓанска војна, која се создава независноста, мислам кога Индија се изборува за независност, па се дели од се создава Пакистан и така натаму. И поминува страшни времиња таа таму. Но не ја напуштила Индија. Не, никогаш. Значи она едноставно сраснува со улиците, ако можам да речам, на Калкута и со таа сиромаштија и со таа кал и со тој ужас, ако сакате. И тука е тоа што ве воодушевува кај неа. Знаете, еден новинар британски вика, јас дојдов, видов и присуствувал на некој, сега нема многу време да ви раскажувам, на вистина језиви ситуации, и вика дојдов, видов и си заминав. Се напив дома чаша виски, останав уште една недела во Калкута и си заминав, особено во тој период Калкута во 20-тите, во 30-тите години на минатиот век. А тоа е разликата, вика, мајка Тереза дојде и остана. И тоа сакав да речам, кога значи таа на крај веќе умира, со месеци било лошо, била и во безсознание еден одреден период и таа нонстоп викала bring me to my mother's house, bring me to my mother's house, попкочи на 10. И сега незините сестри најблиските, една Гертруда, во незината куќа во Скопје. Тие не им било јасно, вика, па она е во куќата на мајка и се што бара, што сака, додека не сватиле дека таа бара да ја донесат во Скопје. Да. И тоа, значи, сестрите од незиниот ред, после незината доаѓаат, во септември е, точно, во септември е погребот, таа умира 5 септември, потоа е на 13 погребот, во октомври истата година доаѓа наследничката, сестра Нирмала тогаш, која нели ја наследува мајка Тереза на незиното место, и сестра Гертруда и Моник, кои се незини најблиски, па, како да кажам, не можам да го употребам зборот колешки, но незини најблиски соработнички, најдоверливи и тие доаѓаат тука да го видат Скопје
светото место за светата Родниот жена. град на мајка Тереза, еве како што сега и папата ќе дојде Да. да го види родниот град на светата мајка. Да. Те, Тие во Калкута сите така вика, од каде си од Скопје, па тоа е свето место. Заради мајка тие Тереза, ја доживуваа мајка Тереза како светица. Светица. Тоа ми е поентата, уште пред да биде прогласена за света. Тоа бидејќи во интерес на времето да се префрлиме, имаме уште неколку минути. Почетокот на таа беатификацијата за прогласување на мајка Тереза за светица ти го следеше Во Рим. Во Рим неколку пати отиде Да. во Ватикан. Како почна и како заврши прогласувањето? Па тоа знаете како си се за процедури, да, кои ги има католичката црква, значи има временски период по кој откако ќе почине лице кое се смета дека направило најмалку 3 чуда. Дека треба да помине одреден период за да може да се прогласи да биде прво беатифицирана. Тој период го скратија за мајка Тереза и таа беше 2003 година прогласена беатифицирана, значи тој еден чекор поблиску до светица, а 2016 година папата Јован Павле II беше кога беше беатифицирана. Беатифицирана, да. Тоа беше папата Фрањо, што ја прогласи за светица, тоа е 2016 година. Тогаш и беа признаени 2 од 3 чуда, значи лекувала некоја жена која имала тумор и останала жива, значи она ги лекувала, само ќе ги допре и со благост, со љубов, со некоја нешто, а исто така и од тумор на мозок машко, колку што сега еве се помнам, беше така. Раскажувањата, да. Да, така е набележано дека тоа така било и Ти книгата за мајка Тереза ја однеси на папата Јован. Значи монографијата, да, и книгите ги оставивме, но монографијата првично ја укоричивме специјално, иако таа нели монографија е по инаку доминираат фотографии, така не беше нешто многу луксузно направено, ама идејата беше таа била скромна. И мора да биде да соодветствува со нејзината работа и со нејзиниот карактер. Апсолутно. И само ја укоричивме во бела кожа, затоа што нели папата е тоа неговата боја белата, и му ја предадовме на папата Јован Павле II. И потоа во секое мое уште 3-4 пати бев во Ватикан, нели носев од книгите мои. И знаете, навистина е фасцинантно чувството да се биде на една таква на еден таков настан и беатификација, но фасцинантно и да се биде и на миса. Значи морам да кажам дека мислам дека навистина е исклучително голема работа што ќе дојде папата во Скопје. Апсолутно, и дека навистина штета е да се пропушти шансата без разлика на која вера припаѓате, да бидете како настан, да бидете присутни на плоштадот тој ден. И за Македонија многу значи тоа што папата ќе дојде. Дефинитивно, мислам дека многу луѓе тоа и него можеби не го разбираат или не го доживуваат, но навистина е фасцинантно. Тоа е, не знам, едноставно значи без разлика на која религија припаѓате, нели јас не сум католиткиња, но тоа е фасцинантно да се доживее. Нели нас многу настани не се историски, но навистина има многу историски настани. Посета на папа на Македонија е навистина историски настан. Тоа е, па слободно можеме да речеме, личност број 1 од светот, кој што јас верувам дека дента кога ќе биде во Македонија, доаѓа од Бугарија, сите светски медиуми и доаѓаат со него и ќе известуваат од Скопје, од дека ја поставил спомен куќата, дека одржал на плоштадот Света литургија, дека имал и државничка посета. Тоа ќе биде една од ударните вести на сите светски медиуми. Апсолутно ќе биде вест број 1 или меѓу вестите број 1, зависи што се ќе се случува тој ден во светот, но дефинитивно знаете, Ватикан е држава и тоа е тоа. Ти напиша се за мајка Тереза, не планираш да продолжиш нешто или? Па не, значи би сакала сега да објавам, бидејќи немам веќе од книгите, ги бараат луѓе, кој би било да ја препечатам, со тоа што нормално од книгата е одамна објавена, значи нешто би ја редактирала и би додала она што е ново. Значи немам ставено, имам најавено дека ќе биде прогласена за светица, но го немам тој самиот чин, а имав шанса нели да присуствувам во Рим на прогласувањето, имав изјави и така натаму, и од ова што папата ќе дојде на Македонија
Македонија, значи би било Апсолутно. греота и штета тоа да не се И дека вметне. ќе ја посети и нејзината потоа спомен куќа. и се што ќе се случува тој ден. Па јас мислам дека тука негде треба да привршиме. Јасминка ти благодарам и заеднички ќе ја следиме посетата на папата Франциск на Скопје на 7 мај. Благодарам за поканата.